Вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Нема да дозволам да се црвени линии кои ќе отсликаат контури на ново предавство во иднина. Премиерот смета дека има позадина што токму сега Филипче излезе со резолуција за црвените линии. Лидерот на СДСМ со став. Ова е еден од најпатриотските документи кој што бил понуден. Анкета на Market Vision. ВМРО ДПМН со најголем рейтинг. Мицкоски најпопуларен политичар. Податоците покажуваат можен висок одзив на локалните избори. По 13 години изградба утре ќе се освети црквата Свети Константин и Елена во центарот на Скопје. Како најексплицитен символ на христијанството, крстот, тој е присутен прво во самата форма на црквата. Се зголемува бројот на туристи во земјава. Туристичките водачи најголем дел од времето го трошат да им се извинуваат на странците за ѓубрето и за општата нечистотија. Нехигиената, тоа е на прво место со кое што се соочуваме за жал и во градот Скопје, меѓутоа и во останатите градови. Зошто токму пред избори од СДСМ излегуваат со резолуција која предвидува и уставни измени? Ова јавно го праша премиерот Мицкоски во говорот на настан за промоција на кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН и коалицијата. Од друга страна, председателот на СДСМ Филипче и денеска повтори дека декларацијата ги штити македонските национални интереси и не знае зошто оваа иницијатива се отфрла. Ивана Стојановска за ова. Празни декларации со кои се обидуваат да го измамат македонскиот народ и црвени линии, кои тие самите нема да ги почитуваат. Ваква порака упати премиерот Мицкоски за предложената резолуција од СДСМ, од настанот на кој беа промовирани кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН. Мицкоски порача дека нема да дозволеле ново предавство на македонските интереси и запраша под чие заложништво опозицијата и до кого испраќа сигнали со ваквата резолуција. Нивните црвени линии, вакви или такви, препознатливи или непрепознатливи. Нема да дозволам да се црвени линии кои ќе отсликаат контури на ново предавство во иднина, ако им се дозволи да го реализираат нивниот план. Запрашете се зошто пред избори оваа тема ја наметнуваат. Повторувам, и не знам, и се чудам, на што се надеваат, до кого го испраќаат овој сигнал. Сега таа иста екипа нуди резолуција која и самите знаеме дека и таква каква што е нема да ја почитуваат. Но повторно го поставувам прашањето кој ги тера, за кого работат и до кога ќе им трае овој аранжман. Филипче пак денеска порача дека жали што премиерот и лидер на ВМРО ДПМН ја отфрла резолуцијата, која според него е најпатриотскиот документ предложен досега за евроинтеграциите на земјава. Според него, ваквата декларација нуди простор за постигнување на национален консензус околу црвените линии и очекува, како што рече, ВМРО ДПМН да се надмине себе си и по изборите да седнат на заедничка маса да дискутираат за предложената резолуција. Таму се наведени историски факти наназад, резолуции претходно донесени во собранието, точно е наведено што во тие резолуции претходно е веќе заштитено. Ова е еден од најпатриотските документи кој што бил понуден на оваа политичка сцена изминатите повеќе децении, поради тоа што отвара простор и врата да се конечно постигне национален консензус за нашите црвени линии. Зашто ние утре нема да преговараме со Европската Унија доколку се постави такво прашање? Тоа од што луѓето стравуваат во иднина. И тоа е јазикот, идентитетот, културата и историјата. Документот со црвените линии, како што порача Филипче, вчера бил испратен до сите политички партии. Подготвен е да разговара и за евентуална нова резолуција која би ја предложиле ВМРО ДПМН, но вели дека не гледа што по македонски може да содржи истата. Нацрт резолуцијата со црвените линии на опозицијската СДСМ беше презентирана и објавена пред 2 дена, а до собранието ќе биде доставена по изборите, откако своји предлози и забелешки ќе дадат и останатите партии.
Агенцијата Market Vision излезе со податоците од последното нивно истражување на јавното мислење за рейтингот на политичките партии и претседателите на истите, направено за порталот МКДМК. На прашањето во кој лидер на политичка партија имате најголема доверба, 25,3% од испитаниците одговориле позитивно за Христијан Мицкоски, претседателот на ВМРО ДПМН. Председателот на ДУИ Али Ахмети со 6,3% е на второ место, а председателот на СДСМ Венко Филипчи има 4,8%. За тоа за која политичка партија ќе гласаат, 22,9% се определиле дека нивен фаворит ќе биде ВМРО ДПМН, а за СДСМ би гласале само 5,9% од испитаниците. Околу 40% од испитаниците се уште не одлучиле за која партија би гласале, или не сакаат да откријат, или се уште не одлучиле дали ќе излезат на гласање. Ова истражување покажа висок процент на можна излезеност за претстојните локални избори, закажани за 19 октомври и 2 ноември. Од 1200 испитаници, дури 2/3, 64,4%, би излегле на гласање, а 23,1% се уште не одлучиле. 12,6% изјавиле дека нема да излезат. Анкетирањето беше спроведено од 9 до 21 септември со употреба на сати метода, телефонско анкетирање, со помош на компјутер на примерок од 1200 испитаници. Примерокот е репрезентативен на ниво на Македонија според регион, пол, возраст и етничка припадност. Според податоците за резидентното население од пописот 2021 година. Синдикалната организација на обвинителски службеници предупредува на целосен колапс на јавно-обвинителските служби поради континуирани откази. Вела дека клучна причина за заминувањето на дактилографите и записничарите се подпросечните плати, неплатената вонредна работа и неценетиот труд. Синдикатот бара вклучување во Законот за јавно-обвинителска служба за да се изборат за повисоки примања и не ја исклучуваат можноста за нов штрајк. Со подпросечна плата не може да има квалитет во јавно-обвинителските служби кои се на рап на целосен колапс поради континуирани откази што ги даваат дактилографите, записничарите и останатите службеници. Реагираат од Синдикалната организација на обвинителски службеници при УПОС. Председателката Изабела Илијава вели дека нема да има кој да работи во обвинителствата, а иако има повеќе причини за тоа што кадарот си заминува, највеќе се должи на ниските примања и неплатените дневници и вонредна работа. Или накратко, трудот не им е соодветно ценет. Верувајте дека пред колапс е во моментот службата, значи имаме големо одлевање на кадар и најава за нови одлевања и откази, така да веќе јавно-обвинителските службеници се на еден начин тотално разочарани. Еве, ако споредиме со бројот на обвинители кои исто така фалат, меѓутоа споредбено 182-3 обвинители има во моментот на ниво на држава, знаеме дека на секој обвинител му треба дактилограф, бидејќи истрагата дека и нас и работиме континуирано на истрагите, кои се поврзани со рокови, што е најважно, и имаме само 52 дактилографи. Според Илиева, клучно е тие да бидат вклучени во процесот на конкретизирање на Законот за јавно-обвинителска служба, бидејќи надежите за поголеми примања ги полагаат токму во него. Апелираме до надлежните институции, до владата, нормално, Министерство за правда, да бидат прифатени во целост оние делови од предлог законот, новиот предлог закон за јавно-обвинителската служба, кои што ни се клучни за опстанок на службата. Законот за јавно-обвинителска служба да биде донесен онака како што го изработивме во Министерство за правда, бидејќи имаше на некој начин измени во битните делови кога излезе на ЕНР. Значи не онака како што ние го направивме. Од синдикатот не ја исклучуваат и можноста за штрајк по примерот на она што се случуваше во 2023 година поради истите причини кога службите не работеа 3 месеци, но велат дека очекуваат овој пат надлежните да имаат слух за нивните барања и веднаш по завршувањето на изборите да најдат решение. Можеме да се збогуваме со топлото време. Следната недела ново заладување и врнежи. Се очекува нов влажен и постуден бран.
По 13 години заврши изградбата на црквата Свети Константин и Елена, која се наоѓа на улица Македонија во Скопје. Од Македонската православна црква најавија дека осветувањето ќе биде утре наутро. Како изгледа црквата и како течеше незината изградба? Од ексклузивната репортажа на Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Се прават последните подготовки пред утришното осветување на храмот Цар Константин и царица Елена. Конечно, по долготрајните градежни активности, храмот утре ќе ги отвори портите за верниците. Утре ќе биде осветен храмот посветен на светите Цар Константин и царица Елена, лоциран на улица Македонија. Изградбата на овој храм траеше цели 13 години, а осветувањето утре ќе го изврши поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. За овој величествен изглед стои долгогодишна работа на многумина, но најголем белек оставија архитектите Искра и Владимир Лековски. Велат дека најтешко било да се направи кохезија помеѓу модерната градба со традицијата. Црквите се безвременски, значи и архитектонски и сите уметности што се поврзани со црквата, значи живопис, црковни предмети, црковното пеење, одеждите, значи се безвременско, исто е дали во минатото или во сегашноста или во еднината и многу споро еволуира. И така и ние кога проектираме, значи единствен правец што сакаме да го доловиме е тоа да биде безвременско. Значи единствено што архитектите го користат како нешто во моментот што можат, тоа е можностите во моментот во кој што се твори. За да се постигне крајниот резултат, имале и консултации и со представници од Македонската православна црква. Имавме официјално консултанти од Македонската православна црква што ни беа доделени од како почнавме да го работиме основниот проект, владиката Климент од Зрзе и отец Игор Калапаковски од Скопска епархија. И со нив беме во консултација за сите, да речам, детали што се потребни канонски за самата функција на црквата, за некои работи за кои што ние имавме потреба да ги консултираме и одлична имавме соработка. Црквата е во форма на слободен крст, во чест на крстот како прв символ на христијанството. Најпрво како најексплицитен символ на христијанството, јасен, основен е, нели знаеме крстот кој што е директно поврзан со светите цареви Константин и Елена. Значи тој е присутен прво во самата форма на црквата, таа е во основа е слободен крст. Но нешто што е специфично за оваа црква е стилизацијата како символ, стилизацијата на винова лоза која што е присутна во фасадата, како и во внатрешноста на објектот и таа дава длабочина, ја размекнува фасадата и дава буквално суштина на целиот објект. Ја символизира Евхаристијата практично, суштината. Внатрешноста на храмот плени со својата убавина. Секој детаљ е изработен со посебна грижа. Од иконостасот, кој е вистинско уметничко дело, до фреските што ја оживуваат христијанската вера. Прескописот го изработила украинска тајфа, предводена од професорката на Универзитетот Гоце Делчев во Штип Лариса Бондаренко. Додека пак мозаиците се дело на македонскиот мозаичар и зограф Дејан Кратевски. За мозаиците е користен речен камен, а за фасадата е користен травертин, кој е исто така употребуван и при изградбата на камениот мост. Од моментот кога се почна основниот проект, вклучивме зограф Дејан Кратевски. Тој исто ги изработи мозаиците на црквата. Тој е вклучен за да направи иконописна програма, значи и живописна програма, значи се што е живопис во црквата, од форма, димензии, позиција, каде кои композиции ќе бидат поставени, каде кои светители ќе бидат поставени. Камбанаријата е посебна приказна. Самите ѕвона се лиени во Инсбрук, Австрија. Со својата големина тие представуваат најголем сет на ѕвона на Балканот. Најголемото ѕвоно тежи неверојатни 8,5 тони, со што представува и најголемо црковно ձвоно на Балканот. На едно од ձвоната стои надпис "Боже, чувај ја татковината наша света македонска" и "Нашиот благоверен народ".
Изградбата на храмот почна во 2012 година и траеше 13 години. Работите беа интензивирани во 2024 година, со што се комплетираа внатрешното уредување на дворешноста и околниот простор. Инвеститори се Македонската православна црква, Охридска архиепископија и фондацијата Свети цар Константин, што беше формирана од МПЦ за изградба на црквата. Новиот храм во центарот на Скопје секако ќе биде интересен и за туристите, а кога сме веќе на темата туризам, туристичките водичи се жалат дека 80% од времето го трошат да им се извинуваат на странците за ѓубрето и за општата нечистотија. Ова го кажа дел од туристичките водичи во земјава по повод Светскиот ден на туризмот. И покрај тоа што бројот на туристи расте, сепак според познавачите потребно е прво да си го собереме ѓубрето, а потоа да се рекламираме како држава. Јорданчо Цветановски за ова. Македонија има огромна културна историја и туризам кој може да ја промовира земјава во светски рамки и дополнително да ја заакне нашата економија, но не хигиената низ целата држава не е најголема пречка пред странските туристи. Ова е ставот на дел од туристичките водичи по повод Светскиот ден на туризмот. Елвир Садиковиќ од Македонската асоциација на туристички водичи и придружници бара општините да поработат на ѓубрето и сметот, со кој секојдневно се соочуваат странските туристи во земјава. Морам да кажам дека прва е нехигиената. Тоа е на прво место со кое што се соочуваме за жал и во градот Скопје, меѓутоа и во останатите градови, кој што за жал можам да кажам дека е на лоша слика, туристичка слика за странските гости. Вчера при разлет на градот Скопје имавме група од страна држава, меѓутоа имаше гости кои што биле пред некои 7 или 8 години во Скопје и секако дека имат зачувано, можам да кажам, во нивната меморија една поинакво Скопје, осветлено Скопје, чисто Скопје, значи одржувањето на фонтаните, можам да кажам, на централното градско подрачје било на многу повисоко ниво. Меѓутоа вчера тоа што го видоа и беа сведоци, очигледно ја изразија своето незадоволство од нехигиената. Освен проблемот со хигиената, туристичките водичи сметаат дека и лошата инфраструктура до одредени дестинации сериозно влијае на нашиот туризам. Велат дека уште во минатото побарале надлежните да преземат мерки за подобрување на инфраструктурата. За жал, значи во минативе можам да кажам 6 односно 7 години немавме никакво разбирање, секако дека тука влијае исто така и локалната самоуправа. Јас како туристички работник секогаш велам дека една за секогаш ние треба да работиме во интерес на државата, треба да работиме во интерес на граѓаните, значи да ги одржуваме тие постоечки туристички капацитети кои што навистина се богатство. Дека земјава е посакувана туристичка дестинација покажуваат и податоците од Државниот завод за статистика. Па така за 6 месеци Македонија ја посетиле скоро 400.000 странски туристи, што е раст од 20% споредено со лани. Менуваме тема. Тешко ќе се утврди дали има лекарска грешка во третманот на 7-годишното девојче од Челопе кое почина во Тетовската клиника. И покрај тоа што стручна комисија од Министерството за здравство проверува пропусти, отсуството на обдукција ја отежнува можноста за докажување на грешка. Сања Трајковска Ставров работеше на темава. Тешко ќе се утврди дали има лекарска грешка во третманот на 7-годишното девојче од Челопе кое пред една недела почина во Тетовската клиника, сугерираат експерти од медицинската и судската област. Иако 3 комисии утврдуваа, една од нив стручната формирана од страна на Министерството за здравство се уште проверува дали има пропусти во лекувањето, без знаот од обдукција мала е веројатноста дека такво нешто може да се докаже. Првата комисија на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, чија надлежност во најголем дел се сведува на проверка на документацијата и утврдување дали е се уредно запишано со печат од лекар, не најде пропусти, но таму побараа министерот да формира комисија која може да даде оценка дали детето е лекувано правилно, според медицината базирана на докази. Државниот санитарен и здравствен инспекторат изврши вореден инспекцијски надзор и тоа во клиничката болница Тетово и во амбулантата каде што се лекувало преходните денови починатото дете и согласно надлежностите кои што ги има инспекторатот изврши увид во документацијата, текот на лекувањето, изјави од здравствените чинители и како инспекторат
поднесовме до министерот иницијатива за формирање на стручна комисија. Министерот за здравство Азир Алиев во последната изјава за медиумите кажа дека ги чека резултатите од оваа стручна комисија за да утврди како ќе постапува понатаму. Но во изјавата вели дека чека и резултати од обдукција, која инаку не е направена. Фактички е протоколот следен, како што е дефиниран. Таму немаме некој наод да заврши нашата уште една стручна комисија од страна на Министерство за здравство и понатаму исто така ги чекаме резултатите од обдукција за да може да ги собереме сите и да видиме што понатаму. Од обвинителството преку видео докази утврдуваат како и зошто е предадено телото на семејството, иако обвинител дал наредба за обдукција со цел да се дојде до одговорните лица за кои треба да има прекршочни санкции или дисциплински постапки. Основното јавно обвинителство Титово издаде повеќе наредби и насоки да се испита начинот на кој телото на починатото девојче било предадено, односно преземено од семејството. Дополнително издадена е наредба за обезбедување на медицинска документација, а се вршат и распити на повеќе лица. Од Тетовската клиника тврдат дека ги превзеле сите неопходни мерки според протоколите, но се било залудно и реанимацијата завршила без успех. Во изминатиот период имаше низа на случаи со починати деца, но во ниту еден немаше утврдено лекарска грешка од страна на стручните лица. Дигиталниот самит на Западен Балкан по 7 години се враќа во Скопје на 1 и 2 октомври со очекувани 800 учесници. Клучна тема ќе биде сајбер безбедноста, а ќе се дискутира и за дигиталните паричници и електронските услуги за граѓаните. Министерот Андоновски ќе ја презентира и македонската супер апликација, чија тест верзија се очекува да биде пуштена во промет до крајот на годината. За ова Здравко Димитров. По 7 години, дигиталниот самит на Западен Балкан се враќа во Скопје. Следната недела, на 1 и 2 октомври, во Музејот на современа уметност, експерти од цела Европа ќе присуствуваат на самитот кој го организира Министерството за дигитална трансформација. Министерот Стефан Андоновски вели се очекуваат околу 800 учесници на самитот, а според него клучната тема е сајбер безбедноста и за истата ќе се разговара на повеќе панели. Самитот ќе покрие неколку клучни теми за дигиталната трансформација и на Македонија и на регионот. Навистина имаме што да кажеме како држава. Од тука клучна тема на барање на голем број панелисти и организации ќе биде сајбер безбедноста и таа ќе биде покриена на 3 различни панели, 2 на помалата текст стејдж и еден секако на големата или на главната сцена. Останатото ќе бидат дигиталните паричници, мобилната апликација која што ние развиваме, презентација на компаративни искуства за мобилни апликации и дигитални паричници, интероперабилност и нудењето електронски услуги за граѓаните. Андоновски на самитот ќе ја презентира и македонската супер апликација, која се состои од 2 сегмента. Тест верзијата ќе ја искористат учесници на самитот, кои подоцна ќе треба да ги увидат сите недостатоци и до крајот на годината да биде пуштена во промет првата почетна верзија на апликацијата. Како што вели, комплетно сите услуги кои се понудени на e-услуги порталот се очекува да бидат преместени во електронскиот паричник во 2026 година. Зошто супер апликација? Затоа што е апликација од 2 клучни дела, сегменти. Едниот сегмент се вашиот дигитален паричник, на кој што во ова тест верзија, морам да кажам дека ќе биде тест верзија, ќе биде вашата лична карта достапна во електронска форма и 2 услуги во вториот модул. Планот е да ги имаме потврдите за стаж, историјатот за работни односи, М4 и М2 образецот, нема држате се спор, можеби го сгрешив, но планот е да ги имаме овие 2 затоа што се уште апликацијата нема внатрешно плаќање во самата апликација, сите други услуги кон граѓаните на најголемиот дел се плаќа административна такса, а тој елемент, тој модул го немаме се уште вградено во тест верзијата. Настанот ќе го отвори премиерот Христијан Мицкоски, а свое обраќање ќе има и генералниот секретар на Советот за регионална соработка Амер Капетановиќ, министрите за дигитална трансформација од земјите од Западен Балкан, поранешниот министер за дигитализација на Полска, како и представник од Австралија. Големата промена на времето донесе врнежи во целата држава. Корисни се и поради големата суша, но и за гаснење на пожарите кои тлеат на повеќе локации. Од УХМР велат дека летото и дефинитивно ни заврши и од следната недела се очекуваат нови врнежи и поголем пад на температурите.
До крајот на денов ќе се задржи претежно облачно време со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните делови. Локално ќе има услови за појава на ретки грмежи, а ќе дува и слаб до умерен југоисточен ветер. Температурите ќе бидат во интервал од 14 до 22 степена. Вакво време се предвидува и за утре, значи утре ќе преовладува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат и пообилни. Во вторник и среда ќе биде претежно стабилно. Од четврток се очекува нов влажен и постуден бран со пообилни врнежи од дожд. Во четврток и петок имаме температури од 10 до 16 степени. Алкалоид по 11 пат организира хуманитарен настан, а оваа година компанијата покажа обштествена одговорност и фондацијата Трајче Мукаетов донираше за Црвениот крст. На тој начин се поддржаа проектите кои се однесуваат на граѓаните кои се во третото доба. Со донацијата се помага делот на санитетскиот транспорт, проектот Итно копче, како и дневните центри. Преку фондацијата Трајче Мукаетов се собра над 1,8 милиони денари, кои денеска сакаме да ги донираме на Црвениот крст, врзано за социјалните активности кои оваа организација ги има за луѓето во трето доба. Постарите луѓе во нашата држава, во Македонија, сите сме свесни дека заслужуваат и вредат да им се обрне многу повеќе внимание, многу повеќе почит и многу повеќе респект за она што го прават, и од тој аспект одлучивме дека ова година е најдобро да овие средства ги донираме за нив. Сите овие средства ќе бидат наменети да се унапредат социјалните сервиси што веќе постојат на територијата на нашиот главен град, истовремено да го зголемиме бројот на корисниците. Знаете, тука зборуваме за санитетскиот транспорт. Тоа е оној транспорт кој што е секако достапен за сите на територијата на нашиот град. Едноставно луѓето кои што не можат да одат до болниците, до она примерна или секундарна здравствена заштита, ние сме тука заедно со волонтерите, тоа да го направиме на најбрз можен начин. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните, имајте убава вечер.